Добри дојде во студио за Кристина Озимец, новинар, и Джелал Хоџич, активист, колумнист. Повод за оваа дебата е вчера се разви прилично жестока дебата, полемика токму на социјалната мрежа Facebook, во која бевте двајцата протагонисти, односно актери. Кристина Озимец вели за себе: јас сум припадник на прекаријатот, односно дека е субјект на експлоатација, имам право, така сметате? Па добро, не прави експлоатација, меѓутоа дефинитивно дел од една непризнаена група на луѓе која што всушност работи под услови кои што не носат никакви бенефиции кои што ги предвидува Законот за работни односи. Да. Што подразбира прекаријатот по дефиниција? Значи, ниски, несигурни плати, несигурно работно место, нередовни приходи, со тоа всушност и висок ризик воопшто за животот, не само за екзистенцијата воопшто. Нели, големи трошоци на живот и слично. Джелал Хоџич пак беше контра ставот на Кристина Озимец, аплаудираше, го поздрави владината одлука на овој закон за авторски хонорари, според кој се предвидува дека треба да се плаќаат придонеси. За тоа беше и вчера полемиката. Ајде, Кристина, ве молам прво, значи, вие да ги кажете вашите аргументи за и да ги слушнаме после против. Веќе кажавте со самото тоа што сте припадник на прекаријатот, се чувствувате апсолутно експлоатирана и немочно во едно општество за кое сакате да биде, кое претендира да биде социјално, но не е воопшто всушност. Така се работи, значи конкретно за оваа мерка, за плаќањето на придонесите за хонорарците. Значи јас ја поздравив само таа мерка од предложените измени. Значи, се однесува на зошто ја поздравив мерката, бидејќи сметам дека може да биде едно од решенијата кое што ќе се насочи кон тоа да биде решен овој проблем на луѓето кои што се хонорарци, формално правно. Значи, тие формално правно постојат во договори кои што се за авторски договор, авторско дело, но всушност тие работат како редовно вработени. Значи, оваа група на луѓе всушност не е препознаена од законите, затоа што законите не дозволуваат некој да работи со договор за авторско дело, а од друга страна да доаѓа 8 часа на работа, она што од него нели го бараат самите работодавачи, да доаѓа 8 часа на работа, да работи понекогаш дури викенди, а истовремено да нема ни пензиско, ни здравствено осигурување. Никаква сигурност. Да. Во вашиот пример колку години работите на овој начин? Па 6-та година, значи од која што една година имам стаж. Според мене доколку ова или слична мерка, значи била донесена можеби пред 6 години, јас сега би имала 6 години стаж. Да. Значи, да, благодарам господица Озимец. Значи, господин Хоџич, еве, Кристина Озимец вели дека е отфрлена од општеството и бара да биде интегрирана и всушност доколку таа би работела до 65 години и не би имала стаж. Во принцип има проблем, значи разлика е човек кој работи хонорарно, кој заработува преку авторски дела, и човек кој е во работен однос. Тоа што Озимец го вели е проблемот на државата и нејзината инспекција, каде што хонорарците нели се злоупотребуваат како редовни работници. Инаку хонорарците си го плаќаат данокот над одредена сума која ќе примат во текот на годината, си го плаќаат данокот. Но немаат здравствено и пензиско. Да, али можеби сакаат приватно да се лекуваат. Добро, одиме. Само би сакал да кажам, малце неблагодарно, затоа што ние овдека имаме тотално нетранспарентен закон кој го разговараме. Денеска дознав дека во фокус постои прашање до Министерството за финансии, дали ако некој хонорарец веќе работи во работен однос, дали два пати ќе му се плаќа пензискиот фонд, или дали некој хонорарец кој работи на 2 места хонорарно, на кој му се плаќа трудот, кој работодавач ќе му го плаќа пензиски фонд, или дали двајцата ќе го плаќа. Или ако е вработена зема хонорар. Дури вчера министер за финансии, министер во оваа популистичка влада,
кажа дека оваа мерка е мерка која треба да го стабилизира пензискиот фонд. Дури една популистичка влада оваа мерка одби да ја најави дека е мерка која треба да ги заштити работниците. И јас мислам дека оваа политика од шупле во празно на владата е резултат на промашени години политики и лошо потрошени јавни пари во Македонија. Веројатно и проблем на рамниот данок кој владата го воведе затоа што сакаше да придобие инвеститори, сега им се јавува поголема дупка во пензискиот фонд. Добро. Едно по едно одиме, господице Озимец. Вели господин Хоџич, зошто приватно не се лекувате? Го знаете условите во кои воопшто функционира јавното здравство. Прво би сакала да се согласам со Џиро за повеќето од работите кои ги кажа. Се разбира дека ова е една популистичка мерка, значи целиот предлог дека е популистички и дека очигледно дека нема пари. Значи мене како новинар особено ми е јасна, нели, нашата влада. Меѓутоа тоа не значи дека не треба да дебатираме за овие предлози и не значи дека по дефолт треба ги отфрлате. 100% се што ќе предложи власта дека е лошо. Можеби треба да дебатираме во некоја насока која што ќе се движи некаде, значи не мора да биде за овој предлог. И сега за приватно, зошто приватно? И пензиско и здравствено. Така. Зошто не одберете? Ова се работи за една група на луѓе кои што не се во таа состојба, можеби да се лекуваат приватно. Значи овде говориме за луѓе кои што земаат хонорари од, ако се срекни 300-400 евра месечно. Значи од неколку места се соберат. Да, се соберат, да. Така да не сум сигурна колку оваа група на луѓе може толку често да се лекува приватно или па да уплати, нели има овие пензиското што е во приватните осигурувања, каде што мислам дека еден најминимален пакет е околу 100-150 евра месечно. Некој со 300 евра, 400 евра месечен хонорар, кој што едва го собира, нели, од повеќе тезги, не знам како би издвоил 150 евра за приватно осигурување во приватна компанија и плюс да се лекува приватно. Ако во услови кога велите дека е исцрпен пензискиот фонд и како велите вие од шупле во празно, не стравувате ли дека сега сте премногу млада, но за 30-40 години дека тој фонд воопшто не би постоел? И дека тоа би биле фрлени пари. Вашите и на сите останати граѓани. Тоа беше поентата која господин Хоџич сакаше да каже. Ајде, може. Се разбира дека не сте тоа ни паѓа на памет. Дека џабе ќе вложуваме во фондовите, но од друга страна, еве да речеме здравството е нешто кое што веднаш ќе го осетите. Нешто што веднаш ќе можете да го почувствувате барем за оние основни здравствени услуги како на пример одење на матичен лекар, забар, нели тоа се некои работи кои што веднаш ќе ги почувствувате доколку имате покриено здравствено осигурување со овие хонорари. И уште нешто што исто така, значи не е само за пензиското и здравственото. Значи се работи за луѓе кои што немаат законски регулирано статус. Значи овие луѓе учествуваат и самите во кршење на законот за тоа што тие работат по договор за авторско дело. А од друга страна работат како редовно вработени. Кој е нивниот статус? Нема такво нешто. Законот не препознава вие да имате договор за практикантски договор, договор за авторски права, а да одите секој ден на работа и да бидете всушност во пракса редовно вработени. Ова што го збори Озимец на терен функционира така, но тоа не е проблем на овој закон. Ние сме сведоци, секој од нас познава некого кој работи во јавното здравство или не знам, вчера имав разговор со еден пријател кој работи во државното радио. Значи луѓе кои работат таму со години се држат како хонорарци. Владата и овдека го прави тоа што го правеше со мерката за задолжница, таа себе се извлекува и го фрла теретот врз реалниот сектор, нели врз сите останати. Проблемот е што вие на хонорарците кои не се редовно вработени, треба да им оставите простор дали ќе изберат такво нешто или не. Она што сакам да го кажам е дека
мотивот е очигледен, не се работничките права. Оваа влада нема никаков мотив за работнички права, затоа што со години наназад со повеќе закони ги има скратено. Државата е пред банкрот со екстремно лоша состојба на јавните финансии, во лоша кондиција на пензискиот здравствениот фонд. Само владата од 2008 пред овие 500 милиона евра, значи од 2008 до сега пред овие 500 милиона евра се има задолжено за преку 1.400 милиони евра. Да. Што се случува? Имаме огромно вработување во администрацијата, која е јавна тајна за државата. Не ќе да кажат колку луѓе се предпоставува дека од претходната влада биле оставени негде околу 100-110.000 вработени, сега се кријат. Платите, кога го гледате буџетот, не се покажува дека се зголемуваат платите. Значи тие луѓе таму се хонорарци или се договор на дел. Да. Еве околу оваа поента, не стравувате ли, господин Саузимец, дека вашиот хонорар, вашите хонорари кои сега ги споменувате, кои едва може да досегнат до 300 и 400 евра, всушност ќе бидат многу помали со оглед на факт што работодавачите ќе плаќаат за вас за пензиско и за здравствено, но ќе ви ги смалат хонорарите. Така, ако влада има отпуштање, сигурно. И ќе има отпуштања предвидува. Ако со оваа мерка на влада е тоа намерата, значи само да удри, веднаш имаше реакција од граѓанскиот сектор, и значи само да се удри по оваа категорија на луѓе кои што трошокот ќе се префрли значи на нив, а не на работодавачите, тогаш мислам дека самата ќе се удри шлаканица, затоа што ако оваа бројка на луѓе се намали, се разбира дека и давачките во самата држава ќе се намалат после некој време. Ако таа сака за година дена овие луѓе да се преполоват, тогаш и данокот кој се плаќа за тие хонорари, нели, не се плаќа само пензиско, се вливаат средства во државата и од данокот. Тогаш самата ќе си удри шлаканица затоа што помалку пари ќе се можеби еднократно сега ќе заработи, нели, на наш грб, еве, условно речено. Но тогаш по некое време самата ќе изгуби повторно средства. Доколку тоа се префрли на работодавачите и се разбира биде само одреден процент, затоа што еве во некои земји тоа е решено така што придонесите кои што се плаќаат за оваа група на луѓе не се исти како оние придонеси за редовно вработените. Да. Значи процентот е многу помал. Се работи за некои основни пакети за здравствено и пензиско, значи основни трошоци кои што изнесуваат процент од хонорарот, тоа останува да видиме како ќе биде решено. Така да тоа може и нема да биде толку голем удар врз работодавачите колку што сега тие оценуваат. Но ако работодавачот има за вас да одвои 300 евра, со сите тие пакети за осигурување здравствено, пензиско. Епа еве ќе само би сакала, бидејќи оваа тема беше обработувана и во белата книга за... Да, вие објавивте текст. Да, белата книга за професионалните и работните права на новинарите, таа ја издаде самостојниот синдикат на новинарите, каде што всушност и оваа мерка која што сега ја имаме се споменуваше како едно од решенијата кои може да се разгледуваат за решение на овие луѓе. Значи, јас баш ми се погоди да го правам тој текст за прекаријатот. Имав една изјава на уредник на независен, значи критички медиум кој се разбира сакаше да остане анонимен, кој што ќе ви прочитам, значи дека тој признава дека работодавачот не сака тоа да го направи заради тоа што ќе го намали профитот, дека нема толку дека едноставно може да го спроведе дури ако сака, дури и тие кои што се нели навистина во финансиска криза, независните критички медиуми, знаеме во каква состојба се, дека дури и тие можат доколку нели имаат волја да ги платат придонесите. Значи, еве неговата изјава, според мене има можност да се вработат сите, сепак тоа не се преголеми трошоци кога ќе се земат во предвид придобивките за вработените и кога би се намалиле некои други трошоци и кога би се направила една добра рационализација во фирмата. Добро, верувате дека на оваа фирма очигледно добро и оди? Па не толку, но не би откривала, нели? Не е важно, но очигледно добро им оди што велат дека не е проблем воопшто да ги пријават тие луѓе. Пак ќе повторам, значи не да ги пријават како редовно вработени. Не како редовно вработени, да ги платат тие придонеси. Значи добро им оди. Што можат да одвојат пари.
Не стравувате ли, господин Ходжич, дека еве Кристина Озимец е скептична која велам добри моди, но има разни невладините организации, значи издруженија или фирми, медиуми. Не верувате дека или експлоатацијата ќе биде преголема, или пак ќе мора да има отпуштања, или пак воопшто да се затворат некои медиуми и невладини? Значи јас сум убеден, ако се исцрпат на овој начин. Јас сум убеден дека ова пошто е нетранспарентна, ќе ја наречеме адхок мерка на владата за да се подобри состојбата на пензијскиот фонд, негативно ќе влијае врз вработеноста. Прво сакам уште еднаш да напоменам дека е разлика помеѓу хонорарен работник и човек кој прима плата за авторско дело, примање за авторско дело од редовен работен однос. Јас мислам дека голем дел од невладините, сакате, или луѓето, било кои фирми кои имаат хонорарци, сега ќе видат, да речеме, му дава плата од 9000 денари и сега ќе треба, затоа што е таа над просекот, и сега ќе треба да плаќа дополнително. И тие ќе пробат да се рационализираат, ако се двајца со 9, еден ќе остават, ќе го плаќаат малце поскапо, ќе работи повеќе, а останатиот ќе го отпуштат. Проблемот е што ние сме навикнати на нетранспарентните закони од власта. Проблемот е што ова не го решава не ги решава. Може дополнително да ги проблематизира и вложи. Не ги решава работничките права, кои рековме дека претходно се скратени. Само да напоменам, околу квалитетот на работникот, Македонија ги има најмалите просечни плати во регионот. Една Албанија и една Босна која имаше катастрофална војна, имаат поголеми просечни плати од Македонија. Минималните плати се повторно најмали во целиот регион. Не ве кажете било која земја, ќе видите дека тие, освен Косово која не е во Обединените нации, или можеби и таму е поголема, значи секаде од регионот Македонија има помали и минимални и просечни плати. Ова се решава систематски. Не се решава со мерки каде што вие сакате само да го заштитите пензијски фонд, односно владата сака да присобере повеќе и да ги исцрпите всушност малите фирми, не говориме за големи сериозни. Состојбата во стопанството, секој кој има искуство знае дека никогаш не била полоша, дека секој на секој му должи, дека проблемот со наплата е огромен. Затоа говорат и радикално зголемените блокирани сметки и на правните и на физичките лица во овие години. Да. Не е ли нефер оваа мерка, воопшто не станува збор за социјална држава, кога се наметнува за луѓе кои имаат над онаа минималната плата? Што ќе прават оние луѓе кои имаат минимални средства? Тие не добиваат придонеси. Тоа е мерката, така? За луѓе во што се хонорарци, повторно да кажам. За хонорарци. Инаку минималната плата, за хонорарците нема да добиваат. Значи тие што се под 8000, според најавеното, тоа дел што ни е најавено тоа, нема. Јас сакам да поставам и друго прашање. Еве, имате музичари кои работат на авторски права. Вие плаќате музичар да ви напише текст и аранжман, тоа во еден месец или ви прави албум, во еден месец он може да заработи да речеме надпросечна годишна плата. Но останатите 11 месеци не вработен. Да. Зашто агенцијата за вработување да го избрише? Човекот си бара работа. Да. Тоа се посебно одвоени работи и уште еднаш ка кажам, значи мотивот е лошата состојба на пензијскиот фонд и уште полошата состојба на јавните финанси. Да, очигледно е дека има нејасноти во предлогот. Останува да видиме како тоа ќе биде регулирано, например, значи останува нејасно како ќе се регулираат двојните давачки. Значи зошто ако некој, да речеме, работи постојано во едно место, нели како хонорарен соработник, ако таму ги платат придонесите, а од време на време соработува и со други. Добро, нема логика да се плаќа. И останува да се види логиката на владата. Да, секојаш е различна од очекувањата. Да. Секогаш кога ќе кажете ова да има шанси да го направат, они баш тоа го прават. Да. Добро. Да. Останува да видиме зашто не би имало логика, нели, да се да има двојни давачки или од повеќе фирми да плаќаат за исто нешто. Или например ако некој има постојан има регулиран работен однос, а
може би еднаш во годината соработувал на некој проект. Ако тој си плаќа здравствено и пензиско, зошто би плаќал за, нели, повторно за... Ако Министерството за финансии одбило да одговори дали ако некој прима хонорари од повеќе места ќе плаќа давачките. Колку ќе ги плаќа давачките, дали сите кои даваат дел од хонорарот ќе плаќаат давачки. Ако Министерството за финансии одбило да одговори дека човек кој е во работен однос, дали ако зима дополнително хонорар или авторски права, ќе треба дополнително да плаќа пензиско и здравствено, тогаш ви станува јасно дека воопшто не се однесува ова за работниците, туку се баш за буџетската каса која е празна, тотално исцрпана. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам.